имавме диагноза дневна. Денес беше вирусен менингитис, другиот ден беше вирусен енцефалитис. Третиот ден беше бактериски менингитис, четвртиот беше туберкулозен енцефалитис. Секој ден ни ја менуваа диагнозата, а едно испитување не направија за сето. Кога рекоа дека е туберкулозен енцефалитис, после 3 дена повикаа од Козле, од клиниката, специјалист некој, кој што рече нема врска со туберкулозен енцефалитис, значи погрешно е лекуван, а за време на тие 3 дена тие пристапија кон некоја терапија интензивна за против туберкулозен енцефалитис и почна работите да бегат од контрола. После западна во кома, тоа беше на клиника, да, за време од 5-6 дена, така, западна во кома. Нивната диагноза се менуваше секој ден и на крај кога западна во кома ми рекоа ова дете само треба да умре и носете го дома да не умре овде. Спас за него нема. Тоа е крајното што може тука да. Може би некој прифатил дека така треба да е, ние не прифативме. Успеавме некако да стапиме во контакт со педиатриска клиника во Љубљана. Тамо го разгледале и не прифатија. Јован беше враце, земен од докторката со температура преку 38. Некој шприц за смирување по џебовите ставено, боца со кислород меѓу нозе земена во авион. Значи, кога стигнавме тамо ни кажаа дека една турбуленција можело и детето да ви испаднете и боцата и се и да немате да не можете да реагирате во момент. По 4 недели добивме резултат, потврда на сомнежот на докторка наша, токму заради тој не прати, НМДА енцефалитис, кој што овде ни го толкуваа како никотинско труење. Ние требаше во Јован да го ставиме во гасна комора, за да добие такво труење и да западне во кома. И да така го протолкуваа овде. Кај нас, да, жално е што се носи титула доктор. Во врска со будењето, Јован имаше и едни други моменти, малку порано од тогаш. Беше празник, само што настапи празникот Вера, Надеж и Љубов. Тројцата лежевме таму во собата, беше припремена како за болничка соба, тој си имаше болнички кревет, а ние спалната ја доближавме до него, зашто постојано го контролиравме. Јован гласно изговори мама. Се погледнавме само двајцата, затоа што тоа беше прашалник дали слушна ти, дали слушна и ти истото, не ни се веруваше. И чекавме уште, само немаше. Долг период немаше ништо. Во еден момент, исто си лежеше во кревет, јас бев овде вкујна, само се исправи, а немаше покажано знаци дека се буди. Се исправи само и состави една реченица: мамо, каде е тато? А татко му вистина не беше тука. Му кажав, тука бевме со дедо му покоен, и му кажав дека тато е на работа, се спушти во кревет и толку беше. После тоа нормално се радувавме и очекувавме нови зборчина, нова надеж, ама долго немаше. Таму во ходниците на хотел Метропол, кога ја виде Јован, беше во количка. Кога виде доктор Перковиќ, почна да се поткреват од количкава. Ние не знаевме, мислевме дека тие му се реакции така обични. Решивме да го одврзиме од тука и да го исправиме. Што тој кога се исправи со трчање право кон докторката да ја гушни. Тоа беше исто така еден спектакуларен негов начин. И од тогаш од кога пати трча, цело време трча. Па да, тогаш трчаше долг период, сегде негде трчаше.
Вистина не знаеше каде и што, ама фала Богу и то заврши. Денеска семејството Куловски вели дека вербата во Бога, која никогаш не ги напуштила, и вербата во Божијата милост е тоа што им дало мир, трезвено размислување, согледување на ситуацијата и излез од агонијата. Таму, на калишта, денес чекорат гордо со Јован. Имаат се уште трепет во душата, да не се повтори. Автоимуното заболување кое го има Јован мора да се третира цел живот, па така и денес одат на редовни контроли и терапија во Словенија. Ја паметат до детал таа 4-годишна битка и тие 1460 денови на неизвестност. Ама денес прават планови за факултетот на Јован, за иднината, за возачката дозвола, па за снајка. Денес тие му се радуваат на животот. Ej, krotki lebedi, prostete, za bedni čovečki grubosti. Nikomu ništo ne ste storile, beskrajen poshit ste zaslužile. Од Пресвета Богородица со секоја богослужба, таму што и повеќе бройте се светуваат. Да не чуват Богородица. Сите да не чуват. Јован секогаш, после секоја служба, земаше нагоре и одмah купеше водичка да пиете. Па така Се треба, им да. помогна, се со дете. Подсетувањето на претходната епизода го донесе и заклучокот за пишувањето на фејтонот и идејата на Коловски да напишат книга. Со единствена цел да просведочиме што може да му се случи на секој еден родител, затоа што после нашиот случај запознававме уште многу родители кои не бара по телефон, сакаат да се запознаат за нас, со нас, сакаат да им помогнеме да најдат контакт од Љубљана за да побараат спас за нивните деца. Затоа што, како што кажа Димитрија, смешно, но вистинито на детска клиника сите имаат енцефалитис, имаат епилепсија и менингитис. Значи друга диагноза немаат. И сакавме да порачаме родителите да бидат храбри, никогаш да не се откажуваат од своите деца, какви и да се борат до крај. И додава: Секогаш ќе бидеме љути на персоналот што го затекнавме во тој период на клиниката во Скопје. Бескрајно секогаш ќе бидеме благодарни на докторката Спасија Софијанова, која беше единствена, која барем со срце и душа кажа: ова дете нема да го пуштиме во смрт, одиме понатака. И секогаш беше со нас. За ништо не жалиме, единствено да можеше да не се случи тоа нешто. Запознавањето на семејството Куловски ни донесе една сосема поинаква енергија, една огромна позитива која се изродила од нивната тешка борба. Едноставно, само што ќе ги запознаете, добивате желба да им пружите поддршка на овие херои, макар само прегратка и насмевка, и да бидете почестени што вие можете да сте покрај овие големи луѓе. Затоа и свативме дека целава приказна ќе има сосема поинаков тек од нашите досегашни емисии. Па така, во случајов ќе се обидеме со нашите пријатели, да им дадеме поддршка и да олесниме таму каде можеме. Како што ни кажа Миријана во изминативе години, после таа 2008, таа и Димитрија заборавиле на себе.
толку многу му се посветувавме на Јован, што заборававме и дека имаме свој живот, дека и ние постоиме. Со драго срце Мирјана се подсети и на нивната прва средба. Ама рече, судбински сме врзани со Димитрија, во мака да си се најдеме. Па да, баш така, за мака се најдовме. Ние се најдовме буквално во болница. Посетувавме јас, мајка ми, тој една пријателка, и баш тука, меѓу болничките кревети се најдовме, се видовме и после се запознавме. Не бевме долго во врска и па сега лето славиме 20 години брак. Денеска функционираат скромно, но среќно. 20 години се во брак, со поделени домашни обврски и фокус повторно на Јован. Па сретни сме со мала доза на некоја несигурност, затоа што болеста е нова и затоа што досега немат излечен случај, да знаеме дека по тој тертип се лечи таа болест. Секогаш постои опасност од враќање на болеста, со најмала инфекција, со паѓање на имунитетот, и има доза страв, но покрај нас е Бог и сигурно дека кога толку многу направи за Јован, нема да не остави со празни раце. Гледајќи ги скромноста, огромната позитивна енергија која ја носат со себе, чувството на чиста душа и меко срце кај Колоски, ни го даде понатамошниот тек на приказната. Она што можевме да забележиме во прв момент и каде ни дојде идеја да помогнеме, е соодветна стоматолошка интервенција. Не стигале ни пари, ни време, а ниту пак помислувале на себе си. Затоа ние одлучивме, со помош на нашите драги големи срца, стоматолозите од поликлиниката Ивановски од Охрид, да им овозможиме на смевката, која ја имаат после опоравувањето на Јован, да заблеска. Иако мислевме дека интервенцијата кај Мирјана и Димитрија е најважна, доктор Владко и доктор Снежана ни донесоа една информација која нималку не е занемарлива. Јован, бидејќи бил во кома, сите млечни заби му се извадени под тотална анестезија, па Јован не ни помислувал да оди на забар. Имал паничен страф од забар, со тресење што кај неговите родители го будел сомнежот да не се повторат епилептичните напади. Затоа и го избегнувале стоматологот кога станува збор за Јован. Јован има поправано, значи под тотална анестезија во Словенија. Имале неколку обиди за да ги санираат забите, меѓутоа на Јован му било многу страв. Тој морам да признам дека мразот го скрши со мојот сопруг доктор Владко Ивановски, значи тој најмногу се поврза и успеа да го ослободи Јован, бидејќи стварно на првата посета му беше многу страв. Тој голем дел ги поправи, тој малку јас интервенирав, значи кај Јован моментално не е тука. Значи јас сега ќе ви презентирам што Каков проблем имаше прво да слушнеме? Јован значи има повеќе расипани заби, затоа што ето да речеме долго време не посетил стоматолог и некои заби веќе доста се расипале. Ние успеавме во ова краток временски период, значи 3 посети имаше Јован и толку и беше возможно значи да може да одржи концентрација нормално. Ги поправивме околу 9 или 10 заби, значи во фронталната регија, меѓутоа со Јован продолжуваме понатаму. Јован се охрабри и сам ќе се иди на заболекар од сега натака, така Јован? Да. Успеавме значи цел фронт да го санираме и горе и долу. Значи и мислам дека Не. Не, кај него значи користевме локална анестезија, нормално анестезиравме за да не да го продлабочиме стравот, нели не ни беше целта, него сакавме што повеќе да се ослободи, така и ќе продолжиме со локална анестезија да ги санираме останатите заби. Така, ајде сега Јован да ја видиме твојата насмевка, да видиме. Еве го Јовче, он си е сега супер. Така, тие дупчињата кои што ги имала на забите, Тука, веќе значи, ги нема. да, тие беа како циркуларен кариес, значи Јован имаше циркуларен кариес, па веќе може да се забележи на бочните заби се уште
Тука е, меѓутоа ќе продолжиме понатаму да ги санираме останатите заби, значи на сите и на канинот, и на латералниот, и на централниот инцизив сегде имаше, само долните централни инцизиви беа, значи, интактни. Другите сите се поправени во вратот на забот, значи цервикално сите заби се поправени. Меѓутоа пломбите се доста естетски, тие се композитни нано пломби, имат камелеон ефект, се приспособуваат на бојата на забот и вака кога тој ќе се насмевни, мислам стварно не се познава воопшто. Одлично, одлично задоволен Јован, да. Нема више страв, штом седиш на столчето. Да? Одлично, значи сме го постигнале најголемиот успех за Јован и за вас. Ви благодарам многу. Срцето ни се наполни, што ете. Ние бевме свидоци и иницијатори на уште една голема победа. Стравото Забарка Јован е победен. Нашите драги стоматолози повторно се херои. Браво за Јован, кој сега има комплетно здрави заби. А во доверба ни шепна, а кога пак треба да дојдам на Забар? А сега да видиме колкава е разликата во насмевката кај Димитрија и кај Миријана. Времето ни беше многу кратко. Имавме 3 дена, значи све што е работено кај Димитрија и кај Миријана е едносеансно работено, значи имаше доста кариозни заби во фронталната регија и успеавме да ги санираме, ево можеме да покажеме. Значи од тројка до тројка во фронтот саниравме и кај него немаше потреба од некоја друга интервенција, значи Добро. Како сме задоволни, како беше како пациент? едносеансно прилика еден час ни требаше за да завршиме се, ама пациентите ни беа супер. Без да затворат уста. Така, добро, како поминавме, вие можете слободно да ми кажете. Па, одлично. Јас сум задоволен од изгледот. Чи комплетна промена. Значи, така, сега можам да се насмеам. Така, блескава насмевка, одлично, супер. Значи не болеше и генерално можеме да кажеме дека многу кратко време. Многу кратко беше времето, гледавме повеќе да можеме да посветиме внимание на Јован, него му треба повеќе посети. А кај Димитрија во една посета завршивме тоа што можевме, колку што можевме. Блескава насмевка. Да. Тоа е како реклама. Добро. Совети сега имаме нешто за видиме? Совети за одржавање нормално на оралната хигиена, редовно да се мијат забите, редовно да се чисти забен камен и имаме, нели, во следните посети нешто и во бочната регија ќе завршиме што треба. Задоволни? Насмевка голема за матура. Кај Миријана исто едносеансно, значи она прва го скрши мразот, прва седна на столица. Имаше кариозни беа двата централни инцизиви, значи латералниот и канинот. Тука имаше, може малку широчко, имаше голема диастема, значи ова е постоечки металкерамички мост, беше во добра кондиција, имаше голема диастема, па некако успеавме да постигнеме добар резултат. Значи, малку одзедовме од едниот инцизив, па додадовме на другиот, за да се постигне ето вака прекрасна насмевка. Да, имаше доста кај незе и забен камен. Првим го исчистивме нормално забениот камен, па преминавме по санирање на кариозните лезии. И исто така едносеансно, во краток временски период, мислам дека успеавме да постигнеме многу добар резултат. Голема разлика, зарем не? Епа срекни и задоволни и најважното, со големи насмевки. Си заминуваме од поликлиниката, уште еднаш со истата констатација. Стоматолозите во нашите емисии се чуварите на насмевката и хероите на нашите срца. И одиме сега по нови изненадувања. Сега во фокусот е мама. Додека го подготвуваме нејзиниот нов изглед кај шминкерката Мери,
Еве како јас и стилистката Викторија одбравме соодветна гардероба за гордата мајка на матурантот и за матурантот. Доаѓам со една желба да пронајдеме соодветен фустан за мајка му на Јован. Јас сега ќе се обидам да пронајдам нешто од тоа кое што по совет на Викторија го добив. Така да ќе видиме после дали сме ја погодиле Мирјана. Минатата година работев за еден од моловите во Скопје. Ме побара за да направам 4 различни комбинации за матуранти машки. И буквално направив сосема диаметрално спротивни комбинации, меѓу што имаше и скроз спортска комбинација, од типот на кошула, 3/4 панталона и еспадрила. Зошто бидејќи јас генерално и светскиот тренд е таму да до тој степен да веќе не треба на матура да се изгледа, мора да се сјае, да се светка, да биде сето тоа, не знам, некоја да речеме ако се работи за машко, да биде сјајно црно или теѓа, да има некоја сјајна вратоврска, дека мора да има вратоврска, мора да има пеперушка, напротив. Да, дефинитивно треба да се комбинира, односно да се прави баланс во аутфитот. Например, ако земете нешто од типот на едно вакво дело, малку да разбиете со некоја памучна квалитетна маечка или патичиња. Или па можеби, например, маечка со некој добар елек, така. Па не мора да носите палто или можете кошула која што ќе биде со интересен принт, кошула раскопчена, значи не мора да е премногу официјално. Или можете да ставите некоја интересна боја. Ајде да видиме до каде е мама. Со оглед на пригодата која што треба да присуствува, ставивме малце повеќе акцент на очите. Сакавме да добијаме ето така малце по-гламурозен лук, бидејќи се работи за еден момент кој што е многу битен во незиниот живот. Користевме MAC козметика, очите добија малку по гламурозен поглед со помош на трепавици од природно влакно, исто од MAC линијата. Ставивме хидратација на кожата, да има така малку посвеж изглед и доволно се гледа на низиното лице дека е среќна и горда мајка. Убавината на мама моравме да ја овековечиме со фотка. Пресреќен беше и сопругот. Значи шминката готова. Ни треба фризура. Ке ја оставиме мама Мирјана да се досреди, а јас одам во подготовка на изненадувањето и договорената вип личност. Секој ден, секој час, да те молам јас, каде се во ова води, може би, после се, да те чекам јас. Лесно ти е да ми кажеш, дека пак, ке се следи се, упави деној поминале, радост ми развеја. И време е за матурата на Јован. Да сакаш себи може се што ние лудо би посакаш. Имаме едно патување од туристичката агенција Libero Travel на Острошкиот манастир. Да, повели да.
Ова го посека пред една недела. Така? Ете, значи баш ми е как ми убави радост, убави енергија. Не можеше никој да го предпостави. Да, како ете, чеки сега да те гушнам. Да идеме да го видиме изненадувањето, оти ние сме нестрпливи, сите, а после ќе идеме на мотор. Не знам што ке може да не раздели, да сакаш кон што сакам јас, и го мојот живот ден ке раздели. Да љубиш кон. Сме ти донеле, партнерка. Здраво, честита матура. Драго ми е што ве гледам. Ова е за вас од мене незнено двојње. Здраво. Здраво, Елина. те баш ми е мило. И мене исто. Здраво. Добро ве најдов. Јовче, убаво изненадување, а? По-добро не можеше да биде. Драго ми е ако е така. Сакав само еден мал подарок, бидејќи од сознанието што се има случајно, јас сум воодушевена и како голем православен верник. Можеби не е многу, но за мене е од големо значење една икона со нашиот спасител. И навистина Бог прави чуда и едно од тие чуда е токму ова и многу ми е драго што сме на овој свет и по овој повод. Тажни не би седеле. Иако навидум, ова изгледа како сосема вообичаена прослава на матура. За ова семејство ова е многу повеќе од тоа. Домот кој до пред неколку години бил празна тишина, без луѓе, кои од жал избегнувале да ги посетат Колоски, денес се исполнет со смеа и радост. Нова радост ни донесе и преубавата и горда мајка. Сега преубаво дотерана. Јован, имаш преубава мајка, морам да ти признам. Многу е убава. Да, да. Ми излегла евда низ чаршија, евда низ град Струга, да ми бара баш терзија, да исошие джана срменелек, да исошие срменелек, срменелек евда за велик ден. Браво! За убавината на гласот на Елена знаеме, но Миријана не изненади со својата интерпретација. Морници од убавина. Значи имаме уште подароци за вас. Еве, ексклузивно ова матуранско поклонче. Да, еве и овдека. И овдека имаме исто производи. Сега ќе ви доаѓаат многу гости, така да сигурно ќе имате со што да ги послужите. Имаме тука и средства за чистење, така да верувам дека свето тоа ќе ви се најде. И така, дури се јадете нешто блачко, ќе се сеќавате на нас. Може? Да. Така викаат. Ова е навистина многу тешко да се испее кога после сета оваа случка, мислам дека најболно е да ја пее оваа песна мајка. Композиторот ја нудеше на повеќе ваши колешки колеги, не ја прифаќа ради што им се плачело кога ја пееле. Да. Така беше нивниот коментар. А јас нормално дека не го спремила да ја пеам, јас не сум пејач. Не само што се работи дека не сте пејач, но вие сте имале најтешката задача, бидејќи кога се станува мајка и се соочуваш со една таква реалност и треба да го испееш и пренесеш сето тоа, стои една кнедла која што и не ти дозволува да се опуштиш, бидејќи знаејќи самата ситуација во која што се наоѓате, која мајка може да пее за болно дете. Да. Сепак крајот беше многу среќа, беше вели дека верувам ќе бидам јака, само Боже дај ми рака, спаси ми го синчето, најмилото е денчето.
И така испадна, како во песната. Така, јас затоа уште еднаш ќе кажам дека вербата во Бога е она што секогаш ни дава надеж дека утре многу ќе биде поубаво од денес, така да секогаш треба да се соочиме со сите предизвици кои што ни ги дава животот и тоа не прави многу похрабри. Таквите искушенија не, како викаат, не е битно колку пати си паднал, туку дали можеш да продолжиш после сето тоа. Ако ќе продолжиш, многу е битно дека стануваш многу похрабар и сето тоа те прави силен човек. Во нашиот случај. Целата позитивна енергија ја надополни едно мало човече, кој невозможно беше да не го забележиме со камера. Со бисквити, така? за торти сечење. Ау, не, ова знаеш што е? Од озгора е со горен шекер, затоа е таква. Да, да. Леле, со горен шекер и не убој. Вистина, стара вистина. Аме, ова ти вкусна е, ова. А ти представи се, Дејан. Представи се. Кажи ти кој си? Јас сум Дејан Лековски. Најдобриот другар На Јован. Најдобриот другар не така де, еве, види ја. како Првото за Јовче требало да биде. Со почи шлак Да му ја ставиме тука. Е, таа за Дејан со појке шлак. Пошто ова турта нема со појке шлак. Тоа не со почи шлак. Ова е со поише слак, види каква е. Е, ко без невеста, до пола се направи со шлак. Да, блага невеста си била, значи. Мислам дека е многу блака. Мислиш дека е многу блага, ајде ти прв имаш чест да ја пробаш. Ајде да видиме. Требаше ние во четири да си се сретниме. Ајде, многу љубав, да добием аплауз. Аплаузот е добра? Добра. Е па нели речеш го со горен шекер не чинела? А? Чинит. За да има време да ја пробе. И ако ќе празно од позади че има микрофон и да збуда. Така бе. Ова слушај. Ево бе, не бе микрофон е бе. Микрофон е ова. Микрофонот е голем, а има ти за слушалка. Да, имам, ама ова е малечок микрофон, за малечки деца како тебе. А ти знаеш да пееш? Да. Шо ми рече? А пееше ваму кога пееш? Двете семејства ги споила сличната судбина, а Дејан внесе една неверојатна позитивна енергија. Во тебе не те оставаше. Откако матурантот се среди, одиме на матура. Ние сме со трема, зашто сме сведоци на нешто многу повеќе од обична матура. Slušaš li, malečka, imam duša buntovna. Ti slušam se, ti zgazam se, ki go smenam si od ovoj sve. Gledaš li, malečka, imam sila beskrajna. Gdje stopam se, gdje snema se, što go pravi glupav ovoj sve. Letaj mi, letaj gulave, visoko među zvezdite. Срамежливиот Јован и се заблагодари на својата партнерка Елена Велевска и поита кон класот и соучениците, а и неговата генерацијска партнерка. Додека гордата мама ги навјудуваше своите двајца јунаци, тој, Димитрија, витезот на незиното срце, и подмладокот Јован, мајкина душа и сонце. Ние се обидовме да фатиме што поубава позиција, за да поубаво го овековечиме овој радосен чин. Колку ли долго мечтаела Мирјана и се плашела дека нема да го доживее овој момент. Ама Господ ги сака храбрите, упорните и честните. Imam duša buntovna, gdje slušam se, gdje zgazam se.
И додека да се смести Јован во сала, Дејан, кој ни се представи како најдобриот другар на Јован, постојано не забавуваше и развеселуваше со своите изјави. А бидејќи целава епизода е сосема позитивна, еве да се уверите каква само харизма и позитивна енергија има Дејан. Така, бато Јован е матурант на целава планета. Хотелов, што се слика и дома ке Јован се сликавме. Маце предал со што тато ме мрткаше ваму таму лево десно. И се ја на Јован му реков, абе Јован, пушти некоја музика. А тој ми се расипа радиот, и сега. А кажи ми, што пееше пеачката, зова ти беше? Опа, ама Јован се страмеше. Така? Да. Добро, а ти кога ќе бидеш матурант? Да. Како се изгледаш? Црвена машина, сина. И трањевки црни. Браво! Одлично! Може се вака да ти кушнам? И ваму да им мапнеме на камерата? Да, добре! Да. Фала ти многу! Ова? Ова сега ќе ти го земам. Ај, Добро? така. Пустай. Гледаш? Добро. Добро беше. Значи, оригинален си да пукне. Фала ти многу! Сега имам посебно голема трема. Човекот кој ни стешка борба. Толку научил и не се предавал. Па во Словенија му рекле како да има 3 години завршено медицина. За учениците професорот по математика и класниот раководител, а за Јован тато и идол. За нас неверојатен човек кој заслужува бескрајна почит. Го поканувам да ја отвориме со танц на турската вечер на Јован. За да види Кришна, што е тоа живот на весела долина. Јас сум шетал, јас сум битна забава. На крајот на оваа прекрасна матурска вечер, ќе го кажам следново. Велат дека кога си среќен и сонцето трча по тебе. Се надеваме дека сонцето уште повеќе ќе трча по Јован. Се гледаме во следната епизода на VIP на еден ден. Мирјана Колоска, мајката на Јован Колоски, кој денес стана матурант. Бевме дел од емисијата VIP на еден ден. Многу исполнет ден, полн со радости, полн со изненадувања. Многу ви благодариме и покрај што ние на нашата среќа има крај, затоа што нашиот син стана матурант. Се надеваме понатака ќе ги пребродиме сите други тешкоти кои следат, затоа што борбата не е завршена и наскоро ќе си дочекаме и свадба. И повторно ќе ве викнеме да видиме вака заедно. Јас сум Димитрија Колоски. Во текот на оваа седмица бевме гости во емисијата VIP на еден ден. Иако за нас малку напнато, не навикнати на ова темпо на работа, меѓутоа задоволството е огромно. Ете, ова беше убавата приказна од Мислешева. Колоски, кој со своите дела, со својата борба, човечност, почитувајќи ги вистинските вредности и не подклекнувајќи на системот, спротиставувајќи се таму каде е неопходно, заслужуваат титула VIP, затоа што навистина се многу важни и значајни. Тие се обични луѓе, но се херои
на општеството. Ви благодариме на довербата.